Последни вести денеска, добро вечер. Министерот за надворешни работи на Германија Јохан Вадефул вечерва е во Скопје, со што ја завршува турнејата во земјите од регионот на Западниот Балкан. Планирани беа средби со премиерот Христијан Мицкоски и шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски, но не и пресконференција. Јорданчо Цветановски е пред Министерството за надворешни, па да чуеме Јорданчо дали завршија средбите и дали имаше некакви информации за што се разговарало на истите. Така е, Борче, добро вечер. Пред малку заврши средбата помеѓу македонскиот министер за надворешни работи Тимчо Муцунски и неговиот германски колега, шефот на германската дипломатија Јохан Вадефул. Според информациите, односно за сега немаме информации за што станувало збор на оваа средба, пошто германскиот шеф на дипломатијата е предвидено, според нашите информации, да замине на средба со премиерот Христијан Мицкоски во клубот на пратеници. Инаку, според поранешниот македонски амбасадор Ѓорги Филипов, доаѓањето на Вадефул во Македонија е добро. Според него, тој би можел да даде и поголема сериозност во тоа што Македонија треба да преземе како реформи со цел што поскоро да стане член дел од Европската унија. Тука предлагам да слушнеме изјавата на поранешниот амбасадор Филипов. Освен тоа што ќе не охрабри и ќе каже дека имаме уште шанси, предпоставам дека ќе даде и некоја доза на поголема сериозност во тоа како ние пристапуваме кон реформите и поврските што треба да ги исполниме. Германија верувам дека ќе се заложи посебно на некој начин да биде посредник или гарант за тоа што ќе се вети на Македонија доколку ги исполни реформските захтеви, да може да влезе во таа некоја предпоставена рамка на 2 до 5 години или не знам колку за влегување во Европска унија. Ќе се укаже на сериозноста и на врските што треба да ги исполни нашата земја. Веројатно ќе стане збори и за таа тема на промена на уставот, иако не мора таа да се соопшти. Така, инаку турнејата низ Балканот, германскиот министер за надворешни работи ја започна завчера од Босна и Херцеговина, потоа следува негови посети во Црнагора, Албанија, Србија и Косово, од каде што дојде во Македонија. Инаку повеќе информации за средбата веројатно ќе има до крајот на оваа вечер или во текот на утрешниот ден, а како што кажа Борчити, за сега не се предвидени некакви изјави за медиумите или пресконференции за средбата. Студио? Така е. Јорданчо Цветановски во живо околу посетата на шефот на германската дипломатија Вадефул. Ти благодарам. А шефот на дипломатијата Муцунски во собранието, одговарајќи на пратеничко прашање за работата на историската комисија, повтори дека владата останува цврсто во заштита на јазикот, историјата и идентитетот. По кој основ од трите наведени документи ги пративте на АМИН учебниците за 5 и 6 оделение во Република Бугарија? Ништо не е пуштено во Софија на АМИН. Тоа е дезинформација, лажна вест. Сакам да биде јасно пред целата македонска јавност. Нашите државни институции ништо не пуштиле, ни учебник, ни документ во Софија на така наречен АМИН. Во рокот неколку дена, прашањето за работата на мешовитата комисија и политички напад спрема мене насочи ко-председавачот од бугарска страна, господинот Ангел Димитров, и вие. Владата секогаш ќе стои во заштита на македонскиот јазик, македонскиот идентитет и македонската историја. 8 месеци по трагичниот пожар во дискотеката Пулс во Кочани, утре во судницата во затворот Идризово ќе почне судскиот процес, еден од најголемите во поновата историја на земјата. Паралелно со правната постапка по барање на семејствата на загинатите, СДСМ и Левица поднесоа иницијатива за формирање и на анкетна комисија во собранието за утврдување на пропустите на институциите.
Со засилени безбедносни мерки и присуство на лекарска екипа во судницата во Идризово, утре во 9 часот и 30 минути ќе започне судскиот процес за трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани. 8 месеци подоцна на обвинителна клупа ќе седнат 34 лица, а се очекува бројот да се зголеми на 35 со припојување на обвинетиот сопственик на Агенцијата за обезбедување, за кого обвинение беше поднесено подоцна, а ќе одговараат и 3 правни лица. Меѓу нив се сопствениците, лица од обезбедувањето, инспектори, административци и екс-функционери. Сите се товарат за исто кривично дело, тешки дела против општата сигурност. Ке се одржуваат по 2 рочишта неделно, а процесот ке го води судиката Диана Груевска-Илиевска. Од судот претходно известија дека сите лица кои се сведоци или оштетени во постапката, дополнително ќе бидат повикани да се произнесат. Обвинението за катастрофалниот пожар беше поднесено на 13 јуни. Тогаш државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски изјави дека се офатени сите за кои постојат сигурни докази дека предизвикале тешки дела против општата сигурност и со години се кршеле закони, се прикривале неправилности за дискотеката Пулс да може да работи без да ги исполнува минималните услови за безбедност. Знаеле дека објектот, така нареченото кабаре клуб Пулс, представува безбедносно опасен објект за вршење на угостителска дејност, бидејќи не ги исполнувал законските услови. Паралелно со стартот на судењето, во собранието се прават обиди за одржување на надзорна расправа и формирање анкетна комисија, барање што го испорачаа семејствата на загинатите на маршот во саботата. Во собранието пратениците од СДСМ веќе ја доставија иницијативата за основање на анкетна комисија, на која освен нивните потпишани се и пратениците од Левица. Анкетната комисија треба да ја утврди целата вистина, на кој начин била загрозена безбедноста на присутните во објектот во Кочани, да ги утврди институционалните пропусти, прекршувањата на законските одредби, како и да лоцира политичка одговорност. Врз основа на одита, пратениците предлагаат анкетната комисија да ги изготви и на собранието да му поднесе извештај најдос на 1 месец по завршување со работа, стои во предлогот. Од ВМРО ДПМН се изјаснија дека ќе ги поддржат иницијативите за анкетна комисија, но ќе бараат нејзино проширување и со другите трагедии како модуларната болница и Дурмотурс. Да, ние ќе поддржиме ваквата анкетна комисија, но и ќе бараме да биде проширена за сите трагедии за кои што за разлика од овој случај нема никаква ниту морална, ниту политичка, а ниту кривична одговорност. Семејствата на загинатите во саботата побараа од пратениците да се утврди вистината и да се провери постапувањето на сите институции, од локално до централно ниво, кој имал должност да спречи, а не реагирал, имало или не евентуална политичка или службена одговорност. На 16 март после полнок се случи една од најголемите трагедии во Македонија. Во дискотеката Пулс во Кочани, која беше исполнета со над 500 гости, избувна катастрофален пожар за време на концертот на поп групата ДНК. Пред 1 месец пожарот ја зеде и 63-та жртва, Владимир Блажев Панчо, од дуото ДНК, кој почина по речиси 7 месеци од трагедијата, борејќи се со тешки изгореници и повреди. Над 200 лица беа тешко повредени. Собранието денеска ги изгласа измените на Законот за додадена вредност, со кој што за нарачките од странство над 22 евра ќе се плаќа 18% данок. Законот стапува на сила 8 дена по објавата во службениот весник, што значи дека од наредната недела нарачките од Тему и AliExpress, но и другите онлайн продавници од странство ќе се оданочуваат. Заменик министерот за финансии Николче Јанкуловски кажа дека основна причина за измените е создавање појасна правна рамка, спречување злоупотреби, пофер и порамноправна положба на малите бизниси во земјава со тие во странство при плаќање ДДВ. Ослободување од плаќање данок на додадена вредност двојднина ќе има само за мали пратки од некомерцијална вредност, од физичко на физичко лице, чија вредност не надминува 22 евра. В петок ќе се знае кој ќе биде нов председател на антикорупцијската комисија по оставката на Татјана Димитровска, која е обвинета за мешаност во случајот Адитив. Денеска во собранието своите програми ги презентираа 5 кандидати, а утре ќе ги презентираат и останатите 5.
Многу е важна соработката на Државната комисија со сите останати институции во областа на борбата против корупцијата. Тука се пред се органите за спроведување на законот. Предметите кои што се превземаат и се отвараат од страна на Државната комисија, според мене не се пратат ефикасно. Не се прати нивниот почеток и крајот на нивното завршување. Бројот на завршени предмети би било една од приоритетите да биде зголемен. Во поглед на реализација на националната стратегија за борба против корупција, како и акцискиот план, би гледал што може повеќе од истиот да се спроведе. ДКС ќе почне само од себе. Значи ќе биде едно тело кое што ќе биде отворено за сите, за граѓаните и за институциите, пред се за медиумите. Предлагам да имаме така да речам редовни извештаи за прогрес. Секако дека корупцијата не може да се совлада само со една институција, дека мора таа да биде со системски процес, со вклучување на сите институции кои што се вклучени во процесот, тие што ги набројавте, дури и би го вклучил тука и граѓанскиот сектор. Тврдам дека ќе го дадам мојот максимум во таа работа, во спречувањето на корупцијата, колку што тоа го дозволува времето, законот, и како прво би изготвила една национална стратегија, мислам дека би го направила тоа со мојот тим, и акционен план, значи за спроведување на истата. Тоа беше се во вечерните вести. Пријатно.